Мотив и порив за оваа емисија е денешното, обраќање, отворено писмо на актуелнава генерација на вардарови фудбалери. Зборуваме за денешен ден кој ќе остане запишан, можеби во потемните анали на вардаровата историја. 22 март 2023 година вардаровата генерација која ја тренира Бован Гранчаров, каде што спортски директор или Алфа и Омега Александар Баевски направи отворено писмо, се обрати на македонската фудбалска јавност за актуелната состојба во која е фудбалскиот клуб Вардар. Писмото ќе го видите, ќе го прочитате, ќе го прикажеме ние делот пред нашите камери. Меѓутоа, ако суштината на тоа писмо е дека фудбалерите сами ги перат своите дресови, дека комитите го плаќаат автобускиот превоз и дека играчите немаат земено плата 10-12 месеци, а Вардар и овие деца, оваа генерација игра добро. Навистина, сите ние, оваа држава, овој народ, оваа структура која води државата треба да го стави прстот на чело и да размисли зошто Вардар дојде на вакво дереđe. Што се случило? Дали некој сака да го нема Вардар? Тоа најмногу ме боли. Ајде, ќе одиме во продолжение на емисијата со таа теза. Дали уопште некој сака да го снема фудбалскиот клуб Вардар? Ајде. Откако го прочитав денешното отворено писмо на вардаровите фудбалери, на него стојат подпишани фудбалерите, нема ни управен одбор, нити председател, нити не знам, некој член влијателен кој таму работи. Тоа се фудбалерите, тоа се овие млади деца кои го носат Вардар сега на грбот и кои оставаат последниот атом од своите сили, од својата младост, за да остане Вардар, за да игра, во таа втора лига, за да биде тука. Се отваря прашањето, се наметнува дали државата Македонија, дали градот Скопје, дали одреден круг на бизнисмени кои сакале да признаат, не сакале да признаат, кои на некој начин се етаблирани и имаат авторитет во јавноста и не може да избегаат од тоа дека се дел од Вардаровата радост и од Вардаровата тага, дека тие се дел од таа историја која Вардар ја има со себе, да не кажам од настапот на Лигата на шампионите, од прво место некогашна Југословенска лига, од сите овие титули, да не ги редам, ги знаете. Значи Вардар треба да му се помогне финансиски сега, да се спаси, да застане Вардар. На Вардар му треба можеби 10 милиона евра за да биде тоа што се Хајдук, Динамо, Црвена звезда и Партизан. Зборувам за клубовите на кои Вардар им бил пандан. Може би бил за нејасен послав и организационо и фудбалски. На моменти фудбалски бил посилен, ги победува, меѓутоа сите тие клубови обстојуваат. Обстојува една будуќност во Подгорица, благодарејќи на тие градски структури и државни структури. Железничи Сараево, сигурно Сараево не е побогат град од Скопје. Или Сараево и железничар има поголем број љубеници или не знам луѓе кои гинат за нив, а за Вардар нема луѓе кои гинат. Значи има решение, има спас. Еве, конкретно ќе кажам два примери из моето фудбалско искуство каде што фудбалските структури спасиле одредени клубови од такво пропаѓање. Едноставно, има ли некој кој го сака овој Вардар? Кој го сака и сака да обстане, значи да не биде избришен Вардар од фудбалската карта, да не биде избришен од не знамо што, да не постои. Значи сега прашањето не се поставува дали Вардар ќе влезе во прва лига. Прашањето е дали Вардар треба да му се помогне финансиски со одреден потек. Ако имаме фирми кои се приватизирани, кои на известен начин имаат своји управни одбори, кои на известен начин се било како понекога нишка врзани со Вардар. Не сакам да кажам дека треба нивните пари, нивната дивиденда, нивните профити, нивното тоа што го спечалиле низ нивното производство, трговија или не знам какви услуги даваат, да го подарат. Меѓутоа, е на финансиска позајмица на Вардар.
една финансиска инекција која ќе остане запишена во историјата како финансиска позајмица. Кога е во прашање таа финансиска инекција, лично како новинар го имам искуството во себе и добро се сеќавам средината на 90-тите години. Вардар доби силна финансиска инекција од 5, 6, можеби 7, 8 правни субјекти на кој поголем дел се сеќавам и кој вложија во Вардар, да речеме тогашни 200.000 евра, 250.000 евра, зборувам за ревалоризација на парите од сегашен гледан аспект. Значи, фирмите Пелагонија, Реплек, Алкалуит, Макпетрол, Европа, Комерцијална банка, можеби Лек Лјубјана, не можам точно да се сетам. Имаше и други фирми кои вака беа добро стоечки во тие 90-те години, направија евидентно како акционерски влог во Вардар. Значи парите се влеа во Вардар и челните луѓе на овие фирми кои ги зборувам беа во управниот одбор на тогашен Вардар. Душко Тужаров, Трајче Мукаетов, Хари Костов. Тие луѓе беа тука, значи на некој начин влијаја и сакаа и се обидуваа да му помогнат на Вардар. Долга е приказката како сето тоа се заврши и зошто не успеа, да не се навраќам толку на нас. Мојата поента е дали во овие моменти сега кога го имаме ова за нас, кога го имаме ова до нас, без оглед тажно и жално е што нема ништо на хартија да не речем во катастар на ФК Вардар. Друга приказка, ајде да оставиме таа. Да е од овие луѓе една финансиска позајмица на Вардар, да стои како позајмица, да ги подпреме овие играчи, да ги подпреме овие фудбалери, да издржат на патот кон првата лига. На тој начин мислам дека со влез во првата лига Вардар ќе се стабилизира. Конкретно имаше ваква ситуација кога се опрашање парите и обстанувањето на фудбалскиот клуб 2002 година, кога бев потпарол на Фудбалска федерација на Македонија. Председател беше господинот Ламбе Арнудов. Членови на управен одбор имаше еден мал број познати луѓе, меѓу кои ќе истакнам само 23 за да имаат представа луѓето за кој управен одбор зборуваме. Значи подпредседател беше Михаил Пановски на Фудбалската федерација, во управниот одбор беше покојниот Ванчо Таковски, тогашен председател на Беласица, беше Крсти Исиров од Лек, член на управниот одбор, и имаше од Охрид имаше двајца влијателни луѓе и од Скопје исто. На управниот одбор најотворено, најтранспарентно на Фудбалската федерација се образложи состојбата на фудбалски клуб Охрид, неговата традиција, основање, зошто паднал. Се работеше за некои 50.000 тогашни марки. Не се сеќавам, можеби евра беа многу одамна, е тоа има 20 и кусур години. Со едногласна одлука беше дајдена позајмица на фудбалскиот клуб Охрид. Значи не му беа подарени парите. Тоа се официјални документи, официјален банкарски трансфер, се подпишува двете страни, за да застане клубот и да не сгасне. Мислам, не можам да тврдам, али убеден сум дека тие пари фудбалски клуб Охрид ги врати на Фудбалската федерација на рати. Фудбалски клуб Охрид остана и ден се игра во втората лига. А беше на работно пропаѓање. Значи да го избришат од централниот регистар, да му го зема стадионот, да ги наплатат дуговите извршителите и така натаму, слично како што е сега Вардар. Која е причината некој од овие приватни пари, ќе кажам, акционерски пари, од овие дивиденди, да не влезе на исти начин во фудбалски клуб Вардар? Да не се случи истото тоа, да му се помогне сега на Вардар и Вардар да ја освои примарната цел сега, да влезе во првата лига, да им биде исплатено на фудбалерите барем 2 плати. Од 12 плати кои им ги дужат, 2 плати да им се исплатат на фудбалерите. Но овие деца предводени тамо од Джоглев кој дава голови и игра и од Деснич. Тука на ова место некаде,
прилика во овој дел, каде што сега е изграден нови современ комплекс, кој за жал не му припаѓа на Вардар. На времево, секако знаат и по-возрастните и по-младите љубеници во Вардар, имаше помошно игралиште на Вардар, каде што нозите ги кршеле славни фудбалери, почнувајќи уште од времето на Кочо Дебитовски, Јосиф Сребров, Мето Спасовски, па преку Драган Канатаровски, Чеде Јаневски, Илија Најдовски и Дарко Панчев. На овој терен тука позади мене се израснати. Една плејада играчи, сега некого сигурно ќе заборавам и да ми прости. Се сетив за Кочо Димитровски, фудбалерот кој има одиграно најголем број на превари, сигурно на ова игралиште има истрошено цистерни со пот и скинато 100 пара копачки. И постарава генерација Перица Груевски и така, Драга Мутибарик, не го спомнам. Сега, во релативно поново време, некаде пред 30 на години, кога државата се осамостои, кога Вардар од сојузните рангови почна да се проварува во државната македонска фудбалска лига, на овој простор, на ова место имаше една барака, каде што вардаровите ветерани се собира и има така средби, дискусии, како играл Вардар, зошто играл, изгубил, не изгубил, како тренерите раководале тоа. Збор 2 за тренерите, преку Стјепан Бовек и Вукашин Вишневец, зборувам за тренерите кои се дел од мојата генерација, да кажем, кога сум доиграл нови стадион да го гледам Вардар. И во тој решавачки натпад против Трепче, кога имав нецели 16-17 години. Во живо сум бил на северна трибина да навивам за Вардар. И преку овие сите тренери кои се дел од таа Вардарова историја, на овој терен тука ги шиеле, да кажам, ги шнирале, ја правеле славата на Вардар и го оставале делот од својата душа, од своето тело, од својата пот во името на Вардар. Години наназад овој помошен тренер служеше за изведување на тренизите, па не баре сето тоа беше допред, можеби не повеќе од 10 на години. Кога крајот на 70-тите години беше издигната и изградена јужната трибина на овој сега, би рекол, и добар, коректен и стадион на кој може да се играат на превари од било каков калибар, самата јужна трибина беше олицетворение на вардаровите навивачи. Значи овде беше стационирана популарната група Стара гарда комити, беа стационирани навивачите кои го сакаа Вардар и кои имаа претплатни билети, кои доваѓаа да го гледаат Вардар од јужната трибина, од старата јужна трибина и од новата јужна трибина. Понекогаш кога ќе се случеше да затее јужната трибина, од таму е излезен и слоганот "Јави се јужна" од запад, кај што се вардаровите комити, најогнените навивачи на кои Вардар им е длабоко во крвта, па да не речеме и од источната трибина, од северната, доваѓаше хукот или повикот "Јави се јужна". Ете, од таму доаѓа тоа и тоа е дел од Вардаровата историја. Зборуваме за Вардар, зборуваме за отвореното писмо на сегашнава Вардарова генерација која мака мачи како да игра фудбал, перејќи ги дома дресовите, организирајќи го сама превозот и храната по рестораните ја бара како помош на оние кои се уште го сакаат Вардар. Во име на тоа е емисијата и поддршката на Вардар. На овој стадион, кој е тука, каде што сме ние, луѓето купувале претплата за Вардар од времето дека Тито уште жив бил. Значи Вардар имаше 10.000 гледачи со Борац, Бања Лука, со Слобода Тузла, со Челик Зеница, со Осијек, кој ќе дојше Олимпија Љубљана паѓаше на 7-8.000 или Бор. Своевремено ако влезе во прва лига па игра со Вардар, ќе го истепа Вардар 3-0, имаше 5-6.000 гледачи. Кога доваѓаат Звезда Партизан, тоа беше џунгла. Џунгла!
Че не можеш да влезеш, не можеш да дојдеш до стадион. Јас сум дојдел. Од тој аспект, значи може да се случи фудбалски клуб да дојде во криза. Доаѓал и сплитски Хајдук, кога сакаа да го продадат на американците, го запали американското знаме во Сплит и го спасија Хајдук. Доаѓал Динамо Загреб во финансска криза. Го купи покојниот Мирослав Блажевиќ, кога престанаа луѓето да доаѓаат, го вратија назад на управување на други луѓе. Не знам кој го зема, дали Мамич тогаш, го спасија и Динамо. Црвена звезда имаше замрзнат имот 5 години. Сите пари им беа во странство. Кога дојде извршителите, излегоа вештаци финансиски и рекоа Црвена звезда има толку имот што долговите на клубот се 5 пати помали од имотот и од поборувањата кои ги има Црвена звезда во разни основи, пред се од продажба на играчи. Вардар ја испушти оваа прилика да има нешто свое. Тоа е долга и болна приказка, не можам сега да навлегувам и да објаснам зошто така се случи. Вардар да остане без ништо од сето ова, да нема ништо на Вардар, се да е хотел е на некој друг, не знам, изграден, стадионот е градски на предпријатието, овде има некој добар клуб, фудбалски клуб, парк кој функционира, а сето ова у срцето на Скопје и Вардар нема ништо. Ајде ме оставете го тоа. Значи дајте за во името на ова што го кажувам, да се стави на една даска, да се престане одливањето и осиката на Вардар, пропаѓањето, да застане клубот, да му се помогне пред се финансиски и да влезе Вардар во прва лига. А игра, децата игра и освојуваат бодови. Порака, Македонија како држава, Скопје како град, треба да го стави прстот на чело, да размисли. Губиме сите ако некоја фабрика пропаде и луѓето остануваат без работа. Губиме некогаш с краја да и физички некого ќе изгубиме. И со девојката ќе раскинеш ќе ја изгубиш. Вардар. Македонија не треба да го изгуби Вардар. Не треба да го изгуби. Треба да се стави прстот на чело државата и да му помогне на Вардар, не велам да игра Лига шампиони за 2 години, нити да стане државен првак. Да остане. Вардар не смее да го снема од историјата, од централниот регистар, од картата да не постои. Ете толку, тоа е.